самовилата сватила дека не може да живее без султанот. И заминала кај него. Поминало долго време и двајцата... Зарифа? Сите девојченца се исти. Ќе изедат чорбата и пред да заврши приказната заспиваат. Мала Зарифенца. Кој знае колку патеше во сиропиталиштето. Кој знае колку мачни денови си поминала. Без мајка и без татко. Знаеш дека и моите родители не зборуваат со мене. Ама знам, еден ден ќе ми простат, верувам во тоа. Верувам. А и ти веќе никогаш нема да бидеш сама. Ние ќе бидеме со тебе. И така, дедо. Денес ми стана јасно дека јас нема да добијам толку лесно работа. Муслиманските деца да има некој училиште, може би ќе можеш и нив да ги учиш. Ни тоа нема да ми дозволат. Нека ли дозволат, бе? Јас за кого заработувам, а? Како така, бе, дедо? Покрај мене како можеш ти да работиш? Имаш право, бе, синко. Имаш право. Денес го видов Масес ефенди. Повеќе не сака да ги носи животните. Јас морам да најдам работа, дедо. Што мислиш да направиш? Ја имаме нивото на татко ми, ќе ја насадиме. Ама треба да се изора. Ако почнеме сега да ја садиме, на пролет ќе роди, бе, море. Ќе роди. Во право си, дедо. Добро, синко. Како и да е, до тогаш имаме пари за јадење. Тука сте? Што прави Зарифа? Си ја изеда чорбата и заспа. Бајтар ефенди, пријатна ноќ. Пријатна ноќ, внучко. Пријатна ноќ, дедо. Пријатна ноќ, Зарифа и Керко. Мерием, добра ли си? Уморна ми изгледаш. Не можам веќе со децата, Дилавер. Што се случи? Ке ме полудат. Убаво ќе беше да има некое училиште во градот. Да одат да научат, барем нешто. Хаџи Али, не се влечкај.
Фатма, зарем градот не е далеко? Градот, велам, зарем не е далеко од тука? Нели беше подобро да бидат поблиску до нас, а? Имаш право. Така ќе беше многу подобра, ама што да правиме? Децата не мислат така, Рамис ефенди. Да ги оставиме нека прават како што сакат. Што ќе правиме? Добро, така нека биде. Значи немаат потреба од нас. Сите работи можат сами да си ги направат. Не, немој така да зборуваш. Не вели така, нема такво нешто. Ама светот се менува, Рамис. Се менува светот. Штом самите така си сакаат, тогаш така нека биде, Рамис. Што да правиме? Така е. Види, Фатма, девојченцата нека се преселат во другата соба. Ако и Вахиде си оди, собата ќе остане празна. Имаш право, Рамис. Точно е. И девојченцата порасна. Тие нека се префрлат во поголемата соба. Пак нека заживее таа соба. Рамис, Молам, сакам нешто да ти кажам. кажи, Фатма. Нели имаше мало девојченце? Кој е девојче? Што ја видовме во чаршија, што беше со нив. Добра ноќ, Фатма. Рамис, слушај ме, Рамис. Алекс ја посвоил малата. Веќе заедно ќе живееле. И целото незино семејство, и мајка и татко и биле убиени од непријателот. Замисли, Рамис ефенди, девојченцето е помало и од Пембе. А? Не сакам да слушам, ниту пак сакам да знам, Фатма. Рамис ефенди, и јас... Многу ти прилега. Многу си убава. Зошто си тажна за Рифа? За ништо. Така ли? Пред малку кога ја заспевав Зарифе, се сетив на девојченцата. Многу ме недостасуваат.
Не ме сваќај погрешно. Не се каам, ни малку. Знам, Зарифе. Знам дека ти недостасуваат мајка ти, татко ти, твоите сестри. Ама верувај ми, повеќе ми недостасуваш ти нив. Така ли е? Да, така е. Кој е? Отвори ја вратата, Хасан, јас сум. Мајко Фатма? Добра вечер, Хасан. Мамо? Зарем нешто лошо се случи? Не, ништо не се случи лошо. Јас сакав да ја видам таа слика. Сакав само да ја видам сликата. Ке може ли? Добра ли си? Добра сум, да, многу сум добра. Мајко Фатма, ова време дојде да ја видиш сликата? Да, Хасан, што ти реков, сакам да ја видам сликата. Ајде донеси ја. Тогаш да ја донесам. Да си ми жив, Хасан. Ајде да си ми жив, Хасан. Ајде, добра ноќ. Хајде, добра ноќ. Нешто да ви кажам. Да не сте му кажале на таткови дека ја барав сликава. Нема да му кажете, нели? Не грижи се, мамо. Благодарам, Кирко. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Рамис, уште ли спиеш? Ајде, стани, стани, стани. Стани, ти велам. Има судење, ќе задосниме. Добро, еве, стана. Ајде побргу, ајде, разбуди се. Ајде, стани. Еве, станувам. Ајде, ајде. Станувам. Е,
Што е сега? Фатма, грч ме фати, Фатма, не можам да одам. Што зборуваш, бе? Не можам да одам, ме фати грч, не можам да одам. О, ме фати грч. Ах, Господи не, Боже, не, грч ли те фати? Чекај, застани. Што е? Хасан, ајде стануве, одиме на судење. Не можам да станам, Хатиџе. Зошто? Грч ме фати. Што те фати? Грч. Не гледаш? Грч. Дете, Мустафа, каде си? Мамо, што се случи? Вахиде, не прашувај. Татко ти грч го фати. Грч го фати. Така е. Каде е овој Мустафа? Мустафа! Мустафа! Дојди. Тето Фатма... Што се случи, тето Фатма? О, што одиш вака, дете ти? Нозете ме болат затоа. Немој, зарем и тебе грч те фати? Грч? Што е грч? Грч е грч. Ете, вака стоиш и одеднаш... Вака те боцнува и тоа ти е грч. Рамис го фати грч. Значи Чичко Рами се укочи. Што е ова сите одеднаш ти фати? Мама, знам ја што се случува. Вчера сите со саати играат топка со нога. Епа ете, затоа сега сите грч ги фати и само седат. Јас сум добро сум. Епа вие се знаете, господице Вахиде. Знам. Така е. Кога толкави мажишта со децата се однесувате како деца, потоа од глава до пета сите сте грч. Ајде. Не се смема. Ајде. Не можеш да одиш, Мустафа. Ајде. Одам. Навистина, ти, Мустафа, не знаеш што е тоа грч? Не знам што е грч, навистина. Зарем ти не си доктор? Не можам да станам, Хатиџе. Така кога играш со топката, целиот ке се укочиш. Ајде полека, Хасан. Немој, ме боли, Хатиџе. Ништо не можам да мрднам. Уште еден час имаме до почетокот на судењето, а кај макамот го нема. Војникот Илјас го испративме кај него дома. Кај макамот? Не може да стане. Ке мора, има судење. Ама не може да стане. Ама... Добро. И прави, магаре. Магаре, нормално дека те боли, и мене ме боли грбот. Како магаре. Толкав маж ја тераш мајка ти на грб да те носи. Магаре. Те боли, нека те боли. Магаре едно. Еве ова. Колку години не е обработена оваа земја? Ако заедно работиме, до пролет ќе има плод. Јас ги сакам полските работи. Така ли? Да. А ти, Зарифенце, ги сакаш ваквите работи? Ги сакам. Ајде, море, ајде одете. Ќе започне судењето, ајде. Знам. Ајде. Зарифе, знаеш дека се е тешко. Тебе ти уште потешко. Ама се ќе биде добро. Само малку време е потребно. Кога сум со тебе, ништо не ми е тешко. Знам дека ќе биде добро. Зарифенце, почекај не. Издржи, Хасан, издржи. Издржи, Рамис, оди полека. Ајде, јас ки ти помогнам, ајде. Добро сум јас, добро сум. Добар си, како лав си. Добро сум да? Што се смееш, бе? Епа, добар си, се смеам од среќа. Ах, рече? Не. Не рече, Да, знам, реков, ти ми викаш ах,
Да, реков се укочив, ама ќе ми биде подобро. Сретна ли си? Пак ме фати грч. Опушти се, Рамис. Ако не се опушташ, нема да можеме да стигнеме на судењето. Ајде, опушти се. Живи мајка, не можам да издржам. Мамо, со оваа брзина сигурно до утре вечер ќе стигнеме. Мамо Фатма, вие одете напред, а ние ќе дојдеме по вас. Колку убаво си мислел, колку убаво кажа Хасан. Тогаш ние да си одиме, а? Кога кадијата ќе ме праша каде се другите сведоци, јас ќе им кажам дека тие од Сабајле до навечер играат топка со нога, па Сабајле сите грч ги фати и не можеа да дојдат. Многу им е жал и многу ве поздравија, така ќе кажам. Леле, колку си добра. Хасан, можам да те убијам. Ајде, Само оди, очи, бе, опусти веќе. се. Ајде, оди. Ајде. Добар си ти. Ајде, опушти се. Добар. Ајде, опушти се. Дали сте добри кај мака му? Не ми е добро, команданте. Вчера игравме топка со децата и... Ве разбирам. Додиме, команданте. Како што ќе кажете, господине. Подготви се! Напред марш! Повелете. Грч го фати, едва е дојдов. Рамис ефенди? Што така? Игравме топка со нога. Што е тоа? Турч ме фати. бе? Добро ве најдов. Кажи му што е тоа. Се ставаат два камена и имаме една топка. И треба да ја удриш топката со нога и да помине помеѓу двата камена. Не можам. А ти, Хасан, што правиш за тоа време? Трчам, тој многу добро паѓа. Затоа одиш така како сакат, крив. Не е така, јас најдобро играм. Доаѓаат. Доаѓаат! Срам да ти е! Срам да ви е! Срам да ви е! Тргнете се! Еве го водат тој проклетник од Никола. Тргнете се! Ово е што ми ги украде овците. Обесете ги двајцата! На бесилка! Смирете се. Слушајте ме. Не грижете се, ќе бидат осудени. Ако кадијата даде вистинска одлука, тогаш ќе бидат казнети како што заслужуваат. Ама сега смирете се сите. И да ја слушнеме одлуката на кадијата. Јас од порано знаев каков човек е овој. Срам на кројачите. Еве ти проклетнику! Има пиштол! Кухна! Внимавајте! Легнете долу! Полека! Сите долу! Легнете долу! Фатма, добро ли си? Добро. Вие Вахиде, добро ли сте? Вахиде, добро ли си? Боже Ве молам Господе, сите одете дома. Мустафа, добар ли си? Добри сме, Алекс. А вие? Добре. што беше ова Фатма, јас не... Одете дома, ајде. Ајде, луѓе. Станете, се спасим. Застани! Застани, не бегај!
Илјас, пребарајте на секаде. Собери ги сите луѓе што виделе кој пукал. Ајде. На заповед. Мртов. Тргнете му ги лисиците. Дојди. Војници, побрзајте. Фатма, Да. собери ги девојките, веднаш одиме дома. Ајде. Добро, добро. Тато, јас нема да одам. Ама јас реков дома. Ајде, господи, ајде. Ајде. И јас ќе Ајде да дојдам со одиме. вас, ајде. Ајде. Оди сите, ајде. Чекај, ајде да одиме. Ајде, Не од оваа страна, одете од другата страна. Наваму, ајде. Ајде. Давак. Видовте ли? Ке умрев за малку. Видовте ли, пукаше и во мене. Не зборувајте многу, кројачо. Само дишете длабоко. Војнику, земи неколку војници и фатете ми го тој што пукаше веднаш. Илјас, ти остани овде, ако се случи нешто, повикај ме. Смирите се, бабова. Не држете се. Кај Макамот ја следи цела ситуација. Се ќе биде решено. Смирите се, бабова. Смирите се. Господине Абдул, обвиненијата што ја кажавте за вашиот татко Масхар Паша се многу сериозни. Особено фактот дека татко ви нашиот почитуван Масхар Паша во Македонија го криел докторот Мустафа, основоположникот на младата политичка група која што работи против султанот Абдулхамид хан. За жал, се е вистина, почитуван везиру. Ке дознаеме дали е вистина или не, господин Абдул. Што планирате да направите, господине? Нашиот почитуван султан одлучи да испрати еден таен ревизор во битолскиот вилајет. Ревизорот ќе испита целата работа и ќе дознае за вистината. За целата вистина што се случува во врска со Мустафа. Нашиот почитуван и цакан султан е над се. Тој е над сите нас, почитуван везиру. Безсомнено. Нека ви се помин. Сте имале среќа, господине Никола. Куршумот само ви изгребал. Господ не пишал да умрам од куршум, брат Мустафа. Ти благодарам. Ти благодарам многу. Нека се одмори малку. Господине, двајца војници го бркале низ по линијата што водат кон Картепе, ама не успеале да го фатат. Дали одговара на описот кој што го добивме? Да, господине. Имал фес, мустаки и не многу висок. По изгледот личи дека е од нашево градче. Ова воопшто не е добро, команданте. Воопшто не е добро. Од најдобрите војници организирав група и ги испратив. Ке ги пребараа сите села и цела околија. Каква е ситуацијата на Никола? Не е тешко ранет. Бргу ќе му помине. Ама би требало да се одмори малку. Дали во оваа ситуација можеме да го држиме во притвор? Судењето можеме да го одложиме и обвинетиот ќе се одмори. Што велите, господине Кадија, како ќе се одвива сега судењето? Пасков беше главен сведок во обвинение Никола. И бидејќи тој не ќе може да сведочи, обвиненијата против Никола ќе бидат неосновани. Немаме никаков доказ, ниту пак некој сведок, господине Кајмакам. Тоа значи... Судењето ќе биде залудно, господине. Се додека не најде доказ, Никола ќе биде слободен. Влечи, Зарифе, влечи. Ајде, Мичо.
Влечи, влечи! Зарифе ти се разбираш во оваа работа? Влечи, влечи! Како се спаси онај никаквецо Никола, уште не можам да разберам. Хасан, нема докази. Хасан, се додека нема докази, нема ни вина. Нема докази. Нема сведоци, нели Мустафа? Така е, Чичко Рамис. Да ме прашаат мене, јас ки им кажам, вака беше ситуацијата и вака направи. Нешто ми станува топло. Хасан, ти не знаеш да молчиш? Зарем ние немаме друго што да зборуваме? Рамис ефенди, погледни ме. Јас сакам да разговараме за свадбата. Кога и како ние ќе стасаме да се договориме за свадбата? Јас тоа те прашувам. Ќе стасаме, Фатма. Ти сигурно се ќе средиш. Свадбата и моминската вечер да ги направиме веднаш. Тато има право, не мора да чекаме, не мора да губиме време. Зарем јас спомнав чекање? Јас вас ве прашувам како и кога да направиме. Зарем не реков тоа? Што реков јас? Јас мислам дека тоа го кажа. Да, така кажа. Тето Фатма, Чичко Рамис, кажете ми се што ви е потребно за подготовките. Јас се ќе средам. Мустафа. Така е, ќе средам. Не е важно. Браво. Мустафа синко, твојата сестра Фериде ќе стаса ли за моминската вечер? Дај Боже, тето Фатма. Во телеграмата пишуваше дека тргнала на пат. Треба да стаса, Мустафа. Вечерта треба да биде до Вахиде. Вахиде! Јас велам да купиме завеса, бела завеса како снег. Ете, и кројачот нека ја сошие, може ли? Не може бела завеса. Зошто? Бела завеса веднаш ќе се извалка, нека биде потемна боја. Така ли велиш? Така. Не темна боја. Нека не биде темна боја. Децата ќе бидат во темница. Нека биде розева, може, нели? О, мили мои, зарем такви сакате? Па тогаш, како што ќе сакаат децата, така нека биде, нели? Секако душо, како сакаат децата, така ќе биде, нели? Да. Мустафа, зошто сакате да живеете во град? Зошто не сакате да останете тука на село, да си живееме заедно, а? Рамис ефенди, ти што се мешаш бе човеку? Остави ги младите како сакаат, така нека биде. Што зборувавме ние? Ајде молчи. Мама, џидовите каква боја ќе бидат? Џидовите ќе бидат или бели како снег, или жолти како сено. Така нешто, така. Како снег не може, а жолти како сено па никако. Зошто? Јас знам. Што? Виолетова. Темна. Мамо, тато, не треба да ги варосуваме џидовите. А ако ме прашувате зошто, затоа што куќата е многу чиста, не треба варосување. Куќата е чиста. Како сакате, нека биде. Како душа ви сака, така нека биде. Да, така е. Ние како сакаме, така нека биде. Да, и ние така кажавме, да. Точно како што сакавме, нели? Да ме прашаат мене, јас вака ќе им кажам. Оној никаквецот Никола направи вака и вака. Хасан, нема докази. Хасан, се додека нема докази, нема ни вина. Ајде, Хасан, оди на работа. Ние ќе купиме некои работи, па ќе наминеме. Чичко Рамис, пак ќе ви кажете ми се што е потребно за подготовките, јас ќе средам се. Фатма, не е важно. Не е важно. Браво. Продолжете така. Ајде да одиме, ајде. Јас ви велам така да направи. Ајде. Да. Ама ќе видиме како ќе биде. Добре, ќе А ти што велиш? Така е најубаво, а? Како извини? Завеси. Џамуш. Ајде, тргај, ајде. Рамис. Молам. Рамис, почекај, чекај. Треба нешто е? да ти кажам. Ајде, синко, оди си ти. Не, јас ќе почекам, мајко Фатма. Не, ти, синко, оди си. Јас имам долго да разговарам со татко ти, Рамис. Ако, тогаш многу ќе чекам, мајко Фатма. Хасан, погледни ме ти мене убаво. Што вели моје волице, да си одиш или не? Тогаш, јас си одам. Си Браво. одам. Рамис ефенди, ај ти седни овде. Зарем мора да седам? Не, јас многу долго ќе зборувам. Ајде, седни си тука, ајде. Еве тука, ајде. Добро тоа. Ајде. Почекај, Џамуш. Ајде. Јас ќе го легнам, Хусман, горе. Денес воопшто нема спиено. Ајде, убаво да спиеш, Хусман. Нас никој ништо не напрашува.
Ако Вахиде. Само да не ги повредиме. Остави ги, нека направат како Нека што сакаат. прават. Ба тоа Мустафа, ние веќе треба да те викаме Зете? Зете ли? Зете. Зете. Дојди кај Зето. Дојди ваму јагненце едно. Дојди. Рамис Ефенди. Повели? Послушај ме. За моминската вечер треба свеќи, треба крпи, треба стомни. А за свадбата треба садови, треба чинии, нели? Треба ориз, треба месо, треба многу маси, треба многу столици. И за Мустафа секако треба еден бербер. И тоа многу добар бербер. А не сум сигурна дали ни треба и клоун. За клопнот ќе размислам. Добро, за тоа ќе размислиме. Ама Рамис Ефенди, за сите овие работи мораме да имаме пари. Речи дека ќе најдеш. Да, реков. Реков, да. Да, така рече. Ако имаш пари, дај ми, ако не оди, најди човеку. Ти, значи, сакаш пари, нели? И што друго би сакала? Тогаш ќе ти дадам. А. Дај да видам. Еве, пари, Фатма. Рамис Ефенди, ти сакаш да ме умреш или да ме засмејуваш? Сакаш ли уште еднаш да ти набројам се што ни е потребно? Не, остави, ќе се изнервирам, немој. Е. Немој. Чекај да видам. Добро е. Рамис Ефенди, Молам? што да купам со овие пари? Кажи што да купам? Со кои пари да купам ориз? Со кои пари да купам месо? Сакаш ли да го заколам тајар? Тоа ли го сакаш? Немој, не го коли. Те молам, немој. И за тајар ќе Ајде. дадам пари. Земи ги за тајар. Добро ли е сега? Зарем со овие пари ќе правиме свадба? Колку пари, толку музика? Чичко Рамис, почекај ме, јас ќе дојдам. Оди ме, ќамуш. Оној Димитрија Рамијана може би има една рака, ама бил многу добар стрелец, а? Воопшто не можам да те разберам како се успели да дозволиш и тебе да те погоди. Тоа беше многу добра идеја, Петрус Ефенди. Сега пред сите сум многу чист, многу, невин сум. Невин, чист. Така е. Ова ни на ѓаволот не би му текнало. Ама му кажа на Димитри, нели? Да не се појавува во околинава деновиве. Не грижи се. Сите бараат жител од градов. Секој мисли дека убиецот е од тука, а дека Димитри е мртов. Добро. Сега ќе треба да им се умилкувам на овие во Песочан. Дури да речат, овој Кројачов бил многу благороден човек. Видете го рани, ама не умре. Така да помислат. Само имаме уште една недовршена работа со тебе. Хаки Ефенди, ако му дозволиме да прозбори, тогаш сите ќе настрадаме, Петрус Ефенди. Сите. Па што да правиме? Алекс, Одат на погреб кај Пасков. Господе го прости. амин. Зарем сите овие работи се поради нас? Се плашиш? Не се плашам. Не се плашам од ништо додека си ти со мене. Само една работа не можам да разберам. Зарем ние сме толку важни? За сиве овие работи да се случуваат поради нас? Еј, ние дојдовме. Ви носиме јадење со мојата мала внучка. За Рифенце дојди. Ајде да летаме. Опа! Ова е се што излезе од Рамис. А овие се од мојата касичка.
И сега што ќе правиме? Што ќе правиме? Ќе се запишеме во тефтерот на млекарот. Хатидже! Вахиде! Хатидже! Мола, мамо. Ајде дојдете, ајде соберете се. Одиме во чаршија. Треба многу работи да се купат. А што ќе правиме со Хусмен, мамо? Тој заспа? И ние ќе дојдеме. Не. Вие останете тука. Вие чувајте го Хусмен, добро? Мамо, зарем девојчињата ќе го чуваат Хусмен? Што да правиме? Ако сакате, јас ќе останам. Да. Моминската вечер се прави поради мене, а и свадбата исто така поради мене. Навистина така е. Видија. Јас ќе останам, мамо. Не. Ти мене си ми потребна. Ќе ја викнам Уневер. Таа ќе ги чува и девојчињата и Хусмен. Добро? Тогаш добро, ајде. Соберете се, одиме, ајде. Ви останете овде. Мустафа, прво да купам работи за свадбата, ако ми дозволиш, а потоа ќе одам кај дилове. Не ти дозволувам, свадбата јас ќе ја Те направам. молам, чичко Рамис. Не ти дозволувам, ти реков, свадбата јас ќе ја направам. Млекарот Рамис ја мажи ќерка си и затоа јас ќе платам се. Добро, во ред, чичко Рамис, ама нели свадбата ја прави машката страна? Така е, во право си. Машката страна ја прави свадбата, ама твоите мамичка и татичко ти се умрени. Тогаш јас и Фатма сме твои мамичка и татичко и затоа свадбата јас ќе ја направам. Така да знаеш. Ама, Нема ама. чичко Рамис, Молам? да си жив, должен сум ти, ама ова не го дозволувам. Тебе кој те прашува, бе? Свадбата јас ќе ја направам и толку. Добро, во ред. Сега дознав од каде доаѓа и наетот на Вахиде. Дечко Рамис, Илјас, долго време те немам видено. Како Дојди си? да те бакнам. Ми недостасуваше. тргнав да кај вас. Зошто? Кај мака му така да те види. Епа, добро. Во ред, ајде тогаш. Илјас, поканет си на свадба. Ако не сум на задача, ќе дојдам. Да дојдеш. Ајде со лесно, чичко Рамис. Не сум Чичко Рамис. Туку тато Рамис, татенце Рамис. Татенце Рамис. Ајде, одиме. Муневер! Мори Муневер! Мајка ми не е дома, тетка Фатма. Се симна до чаршијата. Тогаш јас ќе одам дома, мамо, да не останат сами децата. Што се случи? Сакавме мајка ти да ги почува децата додека сме во чарче, ама ете... Јас ќе ги чувам, бе. Ти ли? Јас сум учителот, мамо, јас знам да чувам деца. Мамо, јас не му верувам многу. Зарем ќе може да ги чува? Не знам што да кажам сега, не знам. Ке можеш ли? Можам, бе? Мама, па јас мислам дека ќе може да ги чува овој децава, лесно е. Јас не му верувам, но треба да дојдам со вас, така да ќе морам да се согласам. Не грижете се, ќе ги чувам како да се мои децата, да знаете. Така ли? Намик, послушај ме, синко. Те молам, чувај ги децата како своите очи, затоа што не би сакала да ти ги извадам очите, нели, синко? Браво. Ајде, децата се на твоја одговорност. Ајде да одиме. Зошто и нас не зема? Зашто сме уште мали. Воопшто не сме, ние веќе пораснавме. Може да одиме кај што ќе посакаме. Пембе. Пембе. Учителу Мамут? Што правите, бе? Како што гледаш, седиме. Хусмен каде е? Спие. Добро. Јас дојдов да ве чувам така. Оф. Што е, се израдувавте ли? Ајде да седнам. Денес е погребот на Паско. Знам, деда. Се плашам пак да не си спокараат луѓето. Ти пак не јадеш за рифенце? Не ми се јаде. За рифенце. Види го ова јајце, кажи ми на што личи. Сакаш да ти кажам? Сакаш ли да ти кажам? Јајцето е тркалезна, а друго што е тркалезна? Нашиот свет.
Исто како јајцето, ма малку потркалезен. Гризни силно да те видам за рифенце. Ајде. Не толку гризни, малце повеќе, посилно. Ајде. О, оп. Браво за тебе. Го гледаш ли жолтото внатре во јајцето? И нашиот свет внатре има ваква жолта. Само што тој е од оган и внатре е многу пожешко. Многу жешко. Порано целиот свет беше ваков. Целиот свет беше жолт. Покасно кога почна да се појавуваат планините, ливадите, да растат дрвја, да течат реките и да врнат дождови. Затоа жолтото се повлекло внатре. Штом било толку топло, тогаш како врнал дожд? Сакате ли да ви кажам? Сакаш да ни каже? Сакаме. Ајде гризни уште еднаш, после ќе ви кажам. Гризни убаво, убаво гризни. Така, браво. Сега слушнете му убаво. Порано кога... Добро утро. Добро утро, Хасан. Џабар Ефенди, Добро утро, Хасан. ти пристигна некој абер за овците? Не бе, Хасан, не може да ги најдат. Дуќанот затворен е? Затворен е. Безобразен. Од страф не може ни дуќанот да го отвори. Ете, гледаш? Тој е виновен и тоа како виновен? Да не губија Пасков, досега ке дознаевме дали е виновен или не. Многу си наивен, Џабар Ефенди. Зошто сум наивен, бе? Тој најмил да го бијат Пасков. Хасан, не треси глупости. И Николо беше погоден, за малку ќе умреше. Не знам, бога ми, кој знае и какви други далавери прави. Хасан, ајде, Хасан, ајде. И јас да си го отворам дуќанот, после ќе зборуваме. Виновен е? Вујче! Деца, што правите овде? Мајка ми ме испрати овде, она имала малку работа. Многу добро направила. Да ве гушнам сите, ајде да го отвориме дуќанот. Ајде ние да си одиме сега. Дојди со мене, Јас внучке. ќе останам, дедо. Внучке моја, зарем ќе го оставиш сам дедо ти? Со кого ќе си играм ако ти не дојдеш? Со кого ќе игра дедо? Јас и да Зариф уште малку ќе поработиме. Навечер ќе се вратиме. Добро? Сонценце, ти со дедо оди си дома, играјте, а подоцна и ние ќе дојдеме. Ајде работа. Да си жив, дедо. Нема че да се многу. Диловер, Добре, деде Мустафа. зарно нека. Не знам дали е зарно или за зло. Што има? Војниците што беа испратени за да го најдат убиецот на Пасков, ги нашле овие работи кај ливадите. Убиецот се маскирал. Мустафа, зарем ти го мислиш истото што и јас? Димитри, Можно ли е? вие рековте дека е мртов, командант. Со своји очи видов кога скокне од провалијата. Не може да преживее од таа височина. Невозможно е. Кај макаме, неколку жители од градчево дојдоа сака да се видат со вас ако може. Добро, нека влезат. Влезете, повелете. Добар ден, господин Кајмакам. Добар ден, повелете, седнете. Ве слушам. Доаѓаме од погребот на Пасков, Кајмакам. Примете сочувство. Примете сочувство. Знаеме дека е неприфатливо тоа што го направија луѓето на Пасков. Ама, многу добро знаете зошто е целава оваа работа. И зошто дојде до овој степен. Вистинскиот виновник за ова е Алекс. Што сакате да кажете со ова? Ова го кажам, господине Кајмаком. Пасков е убиен пред да се појави на суд. И тоа од страна на еден наш жител.
После оваа работа веќе не се знае кој е во право, а кој не. Ова ќе се претвори во крвава освета. Ако не успеете да го фатите никаквецот кој губи Пасков и кој пукаше во Никола, тогаш ќе се појави некој што ќе губи Алекс сред улица. А вие нема да можете да го спречите тоа. Луѓе кои што се во Истанбул и работат против вас. За жал, тие луѓе на султанот му кажуваат секакви гнасоти за вас. Има луѓе кои се обидуваат да ве уништат, татко. Слушнав во Истанбул со своји уши. Особено големиот везир Халил Рифат Паша, за да може својот зет Хусейн Хусни Паша да го именува за градоначалник на Битола, тој дозволува тие озборувања да се шират од уво до уво и ја користи секоја можност за да ве наклевети кај почитуваниот ни султан. Види, помала е од нас. Да, колку е убава. Нова ли си во селото? Нова сум. Каде живееш? Еве овде. Сакаш ли да се лулаш? Да, многу сакам. Ајде, дојди. Хаки, ти ли си? Јас сум. Каде е Петрус ефенди? Петрус не можеше да дојде. Јас дојдов место него. Ти ги носиш ли парите? Да. Јас ти ги носам. Зарефе, беше ти денеска или вадите? Да. И се запознав со две девојчиња. Беа поголеми од мене и имаат руси коси. Тие девојченца се викаат Емине и Пембе, така? Да, Емине и Пембе. Ке се мажела сестра им. Може ли ние да одиме да Зарифе? Джабар ефенди. Што е, бре, Агоп, што ме викаш? Ти ги нашле овците, Джабар ефенди. Што зборуваш, бе? Ти ги нашле овците, бе, море. Овците? Господе! Бата? Фериде?